Денес во спортската сала во основното училиште Тошарсов во Штип се одржа 20-та јубилејна генерацијска средба на сите членови кои дале свој допринос за издигнување на ракометниот клуб Текстилец од генерациите од 1951 година па се до денес. Во голем број ракометари на Текстилец од сите генерации се собраа и одиграа повеќе надпревари. На денешната генерацијска средба присуствуваат членови и ветерани и се до немладата пионерска генерација. Најстарите членови раскажуваат од кога постои Текстилец и што значи денешниот ден за нив. Овој ден е прво да кажам празник за мене, па и за моето семејство дома пошироко. И кои гледам овие мали деца, се сеќавам точно на 53-54 година, кога прв пат дојдов во додир, во допир со ракометната топка и кога се популаризираше ракометот со таква симпатија, што денеска се потврди да во Македонија имаме таков ракомет, со таква љубов сите го гледаме, навиваме и сме жалости кога загубиме на меѓународните надпревари. 58 година и благодарение на ентузијастот Арсо Зец, Панче Барбареев, Георги Маџаров, сега и другите, да ги набројам, не можам веќе да се сетиме, многу се изменија. И 58 година, до 58 година имаше за градската кажавме, имаше зонски надпревари, прво колиски зонски надпревари и 58 година се донесе одлука на Сојузот на спортистите на Македонија да се формира редовна лига. Кога гледам сега ракомет, дури жал ми е што сум се родил толку рано. 54 година, тогаш што дојдоа првите професори, учители ги викаваме ние тоа време, Хиро Прошев, тие Биле, Дулдуров, тие сите почнаа да научат ракомет. И така почнаме за една година, за другата година почнаа да се формират по школите, у секоја гимназија, у секоја школа средна. Формира се 56 или 57 лига, градска лига. И така, и почнаме да играме. Времето беше сосема друго, ово време е време. Играме на шляка, играме у кал, има еден помпа да се мие, тај што стане последно нема кој да му помпа, да се оде со калта. Дека Текстилец е расадник на многу таленти, доказ за тоа е што многу членови се дел од најдобрите македонски и европски клубови. Меѓу нив е и штипјанецот Мартин Поповски. 20 години пред нас генерациите се имаат собирано. Мислам дека ова треба да продолжи, треба спортските луѓе во градот да го поддржат ова и се надевам дека со тек на време ќе се подобрат условите за работа во овој клуб и дека ракометот нема да згасне.